Добро утро. Во следните минути ќе имате можност да го слушнете разговорот со професор Илија Насов, председател на Сдруженијето Солар Македонија. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата и добре дојдовте во нашите простори. Добро ве најдовме. За почеток би почнала со тоа, знаат веќе граѓаните, втор ден како е прогласена кризна состојба во државава поради недостаток на електрична енергија. Меѓутоа ние ќе зборуваме за можноста електричната енергија да се произведе од некакви обновливи извори на енергија. Веќе просторијата во која што се наоѓаме забележуваат нашите гледачи дека имаме тука и соларни панели околу нас. Би ве прашала која е веројатноста и колкава е можноста токму од овие обновливи извори на енергија да се произведува електрична енергија неопходна за нормално функционирање? Секако дека обновливите извори на енергија се огромен потенцијал и дека може да биде голем дел од електричната енергија произведена со обновливи извори на енергија, но секако тоа е процес. Значи не може тоа да се каже дека ние можеме за 2-3 месеци и сега да го решиме проблемот наеднаш тоа да биде како оноа switch off, switch on и сега од утре да работиме со обновливи извори на енергија. Но тоа е стратегија, тоа е процес каде што може Македонија, јас имам на повеќе места зборувано дека дали Македонија има потенцијал да голем дел од електричната енергија се произведува од обновливи извори на енергија. Одговорот е да. Во тој процес, како да се дојде до поголемо производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, Македонија ги има скоро сите ресурси. Прво сончева енергија. Само најкратко да кажам дека за 1 час сончевото зрачење на целата планета е поголемо отколку потребите за 1 година на земјата. Значи дали имаме енергија? Имаме. Дали Македонија спаѓа во региони кои што имаат сончево зрачење? Има. И тоа е едно од најдобрите региони. Јас повеќе пати сум кажувал, обично во Македонија се кажува сончеви денови, но ако одиме со точната дефиниција сончево зрачење киловат часови на метар квадратен годишно, Македонија има стабилно сончево зрачење и тоа е околу 1450 до 1700. Значи тоа е одлично. Климатски услови одлично. Дали имаме долгорочно потенцијал за искористување на сончевата енергија? Имаме. Втор извор на енергија обновлив е да не кажувам втор, трет, него како друг извор на енергија секако е ветерната енергија. И во Македонија за среќа и добро што се почна со искористување на ветерната енергија и сега колку што јас ги знам плановите за воиднина од сегашните 50-60 мегавати може да се многу брзо да се дојде до 500 мегавати. Фотоволтаичните централи од сегашните 30, оваа година може би 60, за многу брзо време може да се дојде до 600 мегавати. Сега замислите 500 плюс 500, ева ви 1000 мегавати. А колку е термоелектраната? 1000 мегавати. Значи дали може? Одговорот е да. Одиме натаму. Хидроцентрали, мали хидроцентрали, големи хидроцентрали, но сепак постои сигурно една голема можност и тука да се дојде до 200-300 мегавати и така натаму. Оноа што досега воопшто во Македонија не е зборувано, а јас со моите сите ангажирања во областа на сончевата енергија и со сите наши членувања во меѓународни институции и проекти, доаѓаме до сознание, па и сите тоа може да го знаат, дека иднијата е во водородната енергија, ама тоа се вика еколошки водород или енергијата на водородот. Тогаш се доаѓа до едно комплетирање и биомасите, што секако во Македонија има биомаси, бидејќи земјоделска има доста земјоделие и имаме доста агробизнис, сајме да кажам. Сите тие кои ќе ги соберете, има ли потенцијал? Одговор на вашето прашање, да, има потенцијал. И тоа дали е искористен овој потенцијал? Сега, тоа е прашање. Во сите списанија, репорти што се даваат на светско ниво и на европско ниво, секогаш се даваат за Македонија. Ние како Соларна асоциација и соработуваме со тие и Европската асоциација, таму сме членови, имаме во светските часописи, светските интернационална агенција за енергетика, баш со овие позади мене што се хибридните фотоволтаични термални колектори и така натаму. Ние сме членови во таа интернационална агенција за енергетика во тој дел. Значи секогаш стават репорти и секој може да ги види тие. До пред неколку години Македонија беше меѓу последните, но во последните неколку години како резултат на брза градба на фотоволтаични
фотоволтаичните централи, што е добро, почнува Македонија веќе да оди нагоре. Сега, колку треба да оди нагоре? Многу. И во тој случај ние бисме имале навистина македонска електрична енергија. За колку време би се постигнало овој ефект? Ако се почне од утре? Ако се почне, она е почната процесот, но ако се почне интензивно, да. јас мислам дека под хитно што во Македонија треба се направи, постојат и стратегии, студии и така натаму, треба да се направи една брза патека, да кажам, за брза изградба на фотоволтаици, ветерни централи, понатаму биомаси, сето тоа заедно да во Македонија, јас лично мислам дека за 5-6 години е можно во Македонија да има значително производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Или она што се вика замена, и онака имаме веќе проблеми со енергијата од термоцентрали, а сега не сакам тука да зборувам за тоа, но секогаш било прашање дали можеме без термоцентрали. Одговорот е дека за подолг период може многу малку да биде производството од термоцентрали, но сега многу е тешко тоа да кажеме дека можеме без термоцентрали. Така. Времето ми не дозволува многу да разговараме на оваа тема, но јас не би сакала да го уѓавам разговорот без да ве прашам има ли интерес кај домакинствата. Еве ги оставаме на страна институциите, тие ќе го решат овој проблем. Се надевам, меѓутоа колку едно домакинство може самостојно да си дозволи да си инсталира на својата куќа еден ваков панел за да заштеди на електрична енергија. Дали е скапа оваа инвестиција? Значи, инвестицијата за едно домаќинство или за било кои институции кои што користат топла вода, посебно за санитарни потреби, воопшто не е скапа, бидејќи ако таа се враќа за 3-4 години, вие имате 20 години бесплатна енергија. Се движи помеѓу 500-600 евра по систем, тоа се овие термосифонски, но не зборувам термосифонски кај што се без притисок, термосифонски без сертификати, без квалитет, за тоа не би сакал да зборувам. Но оноа што може да се понуди на македонскиот пазар од европски квалитет, од европски производители, па и македонски, кај што имаме доволно производители од Македонија, се движи помеѓу 500-600 евра по систем за термосифонски системи, со притисок, со квалитет, со гаранции до 1000-1100 и така натаму. Но тоа не е само тоа. Се зборува за вкупно искористување на сончевата енергија. Така. Професоре, наслов тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното учество во утренски брифинг. Остана уште неколку прашања не одговорени, меѓутоа времето ни е навистина кратко. Се надевам ќе имаме повторна можност да се сретнеме, можеби во истава оваа просторија или на друго место, можеби некаде надвор на екстериер, и да ги довршиме веќе овие почнати теми кои што денеска ги отворивме за нашите гледачи. Благодарам, секогаш сте добре дојдени. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам со интерес го следевте овој разговор, затоа што навистина токму во тоа е едината во искористување на обновливите извори на енергија.